Здраво, драги родители! Еве ме повторно со уште едно ново видео за свесното родителство, во кое што јас ја презентирам книгата на вторката Шефали, која што е наречена Родителска карта или Родителски водич. Таа е нејзина најнова книга и во ова видео ќе зборувам за содржините од нејзината книга. Значи дојдовме до денес, значи ќе зборуваме за практичните вежби кои што Шефали ги дава во книгата од третиот чекор, од првата фаза. И во овие содржини, во оваа содржина, значи за практичната вежба, прво им спомнува на родителите за да можат тие да активираат нова свесност во односот со своето дете. Кога станува збор за овој чекор, прва работа е која што треба да ја освестат е идејата за контрола наместо за љубов, која што ја носат како еден вид на условена љубов во односот со своите деца кога ги родителствуваат децата. Значи, родителот мора да биде прво јасен со себе си, дека секој пат кога тој негативно реагира кон собственото дете, преку викање, преку гнев, преку врескање, преку казнување или пак емоционално се дистанцира, се повлекува од своето дете и тоа е еден вид на контрола, тогаш родителот не действува од љубов. Значи, без разлика ние како си ја оправдуваме нашата реакција, таа вели дека ова не е љубов. Можеби родителот го сака своето дете, меѓутоа начинот на кој што ја изразува таа негова љубов не е љубов во тој момент. Начинот на кој што самиот се изразува всушност е желба за контрола. И затоа ги советува родителите, им вели следниот пат кога ќе изразите желба за некое вакво однесување во односот со детето, кога го родителствувате, направете пауза и почнете да размислувате, подлабоко малку да анализирате. И ова нешто единствено ќе можете да го направите доколку се придржувате кон овие прашања кои што сега јас ќе ги дадам како прва вежба од третиот чекор. Јас овде ги имам запишано, значи со цел полесно да ви биде појасно да ви биде. Значи, првата вежба, првото прашање. Зошто чувствувам потреба да го имам мојот начин? Или, зошто ја имам потребата се да биде на мојот начин во врската со своето дете? Можам ли ова да го отпуштам? Значи, ова нешто да си го поставиме и да си дадеме одговор преку наше собствено испитување. Второ, што треба да се запрашаме? Зошто имам потреба да бидам во право постојано? Можам ли ова да го отпуштам? И третото прашање. Зошто се чувствувам загрозена кога моето дете реагира различно од мојата агенда? Можам ли ова да го отпуштам? Значи, дали можам ова чувство на загрозеност да го отпуштам? Кога родителот секогаш кога родителот ја ослободува контролата врз своето дете, на ваков начин, што значи тоа за детето? Значи дека го замолчува неговиот внатрешен глас, дека грубо го подкопува неговото чувство за достојност, за вредност и несвесно предизвикува обесправување или осакатување, инвалидизација на
себе си. Значи, кај него почнува да се јавува еден сомнеж за себе, во смисла на тоа, детето почнува да се прашува. Дали јас сум доволно добро, дали сум доволно добар или доволно достоен, доволно вреден, да го следам сопствениот глас, или можеби сум лош и заслужувам да ме третираат на овој начин. Значи, ние како родители, наместо да создаваме една силна врска, создаваме дисфункција во односот со нашите деца. И затоа многу е битно да запомнеме, кога стравот е вклучен во односот со детето од наша страна, секогаш ќе постои некако видно исклучување. А за да може да се создаде една вистинска поврзаност со децата, каде тие ќе се чувствуваат безбедни, со нас ќе се чувствуваат слободни да се изразат себе си, ние како родители мора да бидеме присутни. Значи, мора да бидеме свесни за сегашниот момент. А преку присутноста, ние во односот со детето постепено почнуваме да развиваме емпатија, да развиваме разбирање за сите начини, за сите интеракции, до тогаш за за начинот на кој што ние, значи, сме ги родителствувале децата, базирани врз контрола, базирани врз став, и постепено, кога стануваме свесни за тоа нешто, ги отпуштаме сите тие начини на контрола. Затоа велиме дека емпатијата, разбирањето е камен темелник на врската, на една стабилна врска со децата. И единствено основата за една таква врска да биде успешна, за да може да процвета, е неприсуство на контрола, отсуство на контрола. Меѓутоа, таа вели, во денешните услови во кои што живееме, во општествените културни уредувања на нашите општества, многу е тешко за нас родителите ние да можеме да ги препознаеме условеностите со кои што ги внесуваме преку нашата родителска љубов во односот со децата, значи да можеме да ја препознаеме таа условена природа на нашата родителска љубов. И меѓутоа, кога стануваме свесни за тоа нешто, ние ќе почнеме да се воздржуваме, значи да не ја ослободуваме контролата врз нив. И таа ни дава една многу моќна втора вежба, преку која што родителите ќе можат да се ја видат, значи како да се ја видат таа своја условеност преку релацијата, ако тогаш во своето собствено родителствување. И значи ова е втората вежба, прикажана овде од шеф Али. Значи, таа е доста моќна вежба. Прикажана е преку неколку 4 реченици, кои што треба родителот да ги дополни. Првата реченица, секоја реченица започнува исто, значи, ако моето дете се однесува на начин вака и вака, тогаш јас сум горда. Второто, ако моето дете се однесува на начин последователно вака и вака, тогаш јас се чувствувам тажна. Ако моето дете се однесува на начин вака и вака, тогаш јас сум гневна. Ако моето дете се однесува на начин тој и тој, тогаш сум разочарана. Значи, тука можеме да внесеме различни ситуации, состојби, настани со нашите деца, со цел, значи, да откриеме таа условена природа на нашата љубов. Значи, ние се чувствуваме тажни кога? Ако моето дете се однесува, например, ако моето дете се однесува на начин кој што подразбира да донесе одлична оценка по тестот по математика, тогаш, значи, јас се чувствувам горда. Или, ако моето дете се однесува на начин кој што разбирам дека
не сакало да се дружи со другарчињата, не сака да се дружи со другарчињата, интровертно е, не го поканиле на некоја роденденска забава, јас се чувствувам тажна. Или, ако моето дете се однесува на начин кој што би подразбирал дека ја навредил на учителката или пак украл нешто од некое другарче или го навредило своето другарче, тогаш јас сум гневна. И така натаму. Значи, зошто вели Шефали дека е многу битна оваа вежба? Преку нејзино секојдневно вежбање, значи посветеност, секојдневно кога се во односот со своето дете да забележиме кога се чувствуваме тажни, кога се чувствуваме, какви се нашите емоции, кога сме разочарани, кога сме гневни и така натаму. Значи, ако ја следиме таа и ја откриваме, успееме да откриеме, успееме да ја препознаеме условеноста на нашата родителска љубов преку ова, ако тогаш изјава, која што често пати ја користиме во нашето родителствување, значи ние ќе можеме да тргнеме по патот на корекција на самите себе си. Што значи тоа? Да почнеме постепено да ја препознаваме нашата несвесност, нашата контрола, за да можеме постепено и да се тргаме од таквите начини на родителствување спрема нашите деца. И таа вели дека во голем број на сеанси со родителите, значи со нејзините клиенти, што запознавала дека родителите во текот на денот, во разговорите, овие, кога се испитувале родителите, забележувале дека дури по 10 пати во текот на денот, ова изјава ако тогаш ја користеле со своите деца. Дури имало и родители кои што и повеќе пати, значи повеќе од 10 пати ја користеле во текот на денот, кога ги родителствувале своите деца. Зошто е ова битно? Така го напомнува. Зошто ова вежба е многу битна? Затоа што овој вид на умствена контрола, на условена контрола, кај децата создава едно чувство дека тие нивната вредност треба да ја базираат, да ја засновуваат врз тоа колку и дали ни огодуваат нас родителите. Значи, колку тие се и дали воопшто се послушни спрема нас. Например, кога тие ни огодуваат и ние и добро се однесуваат, ние им даваме, им аплаудираме, им даваме чувство за вредност, ги пофалуваме и така натаму. Меѓутоа, кога не го прават ова, ние што правиме? Веднаш ги повлекуваме нашите пофалби, се однесуваме со навреди, со етикети. Значи, затоа вели, овде преку оваа вежба од вас се бара само да забележувате. Само да забележувате во кои моменти вие ја користите оваа изјава преку која што се прикажува условеноста на родителската љубов. И при тоа, кога ќе го забележите нештото, да не се критикувате. Само да забележувате, да не бидете строги спрема себе. Значи, вие во тој момент, кога го забележувате нештото, тоа не ве прави лош родител, туку ве прави само човек. Затоа што животот во најголем случај ние како го живееме? Го живееме условено, треба нас тоа да ни биде јасно. Многу ретки се поединците кои што ден денес допираат до безусловната љубов, затоа што, значи, за огромен број од нас како родители, овој концепт за безусловност нам не ни е познат, ние не сме запознати со тоа нешто е нешто ново за нас. Затоа што ние не сме ја добиле таа безусловна љубов од нашите родители. Воспитани сме и ние со тој концепт на условена љубов. Љубов на контрола, на преку ако тогаш,
изразување, кое што во основа го носи моделот, традиционалниот начин на родителствување, кој што е базиран врз страв, несување на страв, на обвинување, на вина и на срамење во односот кога родителствуваме. И следствено е, ова е она кое што ние, значи, ако така сме воспитани по овој модел, тоа е она кое што ќе им го пресликаме на нашите деца, кога ги родителствуваме. Значи, ова љубов со контрола е резултат на условена љубов преку овој наш начин на најчесто на изразување во однос со детето, ако тогаш, значи, овој условен модел кој што потекнува од традиционалниот начин на родителствување, базиран врз, значи, во основата е стравот, обвинувањето и срамот. Шефали, сега ќе ви прикажам една слика од незината книга, каде што, значи, затоа овде напишано е напуштија контролата, можеме да видиме една мајка, родителка, која што во своите раце ја држи контролата. Значи, во едната рака го држи детето, гледаме овде, детето колку е тажно, плачливо, а мајката што држи во другата рака? Го држи светот на детето. Мисли дека е успешно, родителствува, затоа што гледате клучевите каде и се. Значи, со здапите ги држи, мисли дека контролата, клучот на родителствувањето е во контролирањето на светот на низиното дете. Таа сака да го управува светот на детето. Сака да управува со незината, преку незината контролна агенда, која што е за неа најважна. Што прави? Ја занемарува суштината, вистинската суштина на детето. Детето е несреќно. Во ова торбица, значи, спакувани се сите нејзини контролни родителски агенди. Меѓутоа, во позадина што можеме да видиме? Што држи таа? Со едната нога држи маската. Значи, таа делува од своето его, преку својата родителска агенда, значи, преку своето его, мисли дека родителствува извонредно, дека е успешен родител, меѓутоа го забележувате нејзиното лице колку е и таа несреќна, колку се препотува, колку е во суштина и фрустрирана како родител, затоа што родителствува од страв, од позиција на условеност. И видете, овој пат, колку е стрмоглав. Видете како, по ова танка линија, значи стрмоглаво родителствува, нејзиното родителствување е толку непредвидливо, толку е, значи, по една танка линија, која што во секој момент може да подразбира дека родителот може да падне во амбисот на својата емоционална условеност. Емоционална неспособност како родител да може на исправен начин да си го изродителства своето дете. Гледате колку е мајката во стрес. Ниту еден не е среќен во односот, ниту мајката, ниту детето. Секогаш кога родителот родителствува со контрола,
односот помеѓу родителот и детето не е среќен однос. И затоа шефали, многу се убави сликите, навистина интересно, може многу овде да се види од оваа едноставна слика, што е оно што сака шефали да ни го каже. Јас барем така, ова слободно го објаснувам од моја гледна точка, може би некој друг гледа поинаку на нештата, меѓутоа ова е моје видување. Значи, шефали вели за да може родителот да направи една промена од контрола и да влезе во една безусловна љубов, навистина е потребна свесност и јасност од страна на родителот. Значи, за да направи промена, значи од контрола во безусловна љубов, потребно што е? Свесност од страна на родителот. Зошто? За да може да ги освести моментите кога родителствувал од контрола. И јасност, зошто? За да направи свесен напор за да ја отфрли контролата. Значи, потребно е навистина шефали, им објаснува на родителите да вежбаат, да ги вежбаат овие вежби, за да и голема посветеност на сето тоа, за да можат да ги освестат сите начини до тогашни кога делувале со контрола во односот со своето дете, зошто? За да можат да ги водат своите деца на начини на кои што ние како родители не сме ги доживувале тие начини на родителствување во нашето детство. И затоа шефали навистина дава една интересна приказна за да може повеќе да го објасни тоа на родителите за еден нејзин случај од нејзината пракса. Станува збор за двајца родители кои што дошле со своето дете. Тоа била 12, нивната ќерка 12 годиш, имала 12 години. И проблемот бил кога дошле тука, се настанал во моментот кога нивната ќерка одлучила да го напушти тимот на гимнастика во нејзиното училиште, затоа што таа била најдобра во нејзиното училиште и уште како мала започнала професионално да се бави со тој спорт, со гимнастиката и земала учество во голем број на локални надпревари. Нејзината соба била исполнета со голем број на награди, медали, пехари, признанија, трофеи. Нејзините родители важеле за едно познато, признато семејство, затоа што веќе 10 години се занимавала со тој спорт од најмала возраст и биле прикажани како среќно семејство, меѓутоа таа ненајавена одлука, ненадејна одлука од страна на нивната ќерка била навистина погубна за нив. Затоа што родителите едноставно не можеле да се помират со одлуката на нивното дете. И кога дошле кај шефали, комуникацијата помеѓу родителите и помеѓу ќерката била потполно замрена. И тие и раскажале на шефали како се обидувале со секакви родителски стратегии да постапат само за да можат да ја вратат ќерката повторно да спортува гимнастика, меѓутоа нивната ќерка целосно се повлекла, уште повеќе се повлекувала со секој нивно пристапување кон неа. И кога првпат јас догледала шефали, таа забележала колку девојчето било изнемоштено физички, психички и во разговорот со неа во почетокот кога го започнала, девојчето се отворило и објаснило дека во тимот веќе подолго време, некое време тие биле ставени на еден посебен режим на исхрана и на посебен режим на вежбање
И тогаш, кога ова го почнала да се отвора девојчето, најнаш влетала мајката со значи изговорот дека сето тоа значи било на вистина, таа храна, тој режим на исхрана бил многу здрав за неа, затоа што со тој режим подоцна нејзината ќерка ќе биде благодарна затоа што ќе постигнува во нивна голем број на успеси и тогаш исто така влетал со по разговорот и нејзиниот татко кој што вознемирено почнал да зборува и на Шефали да и се обраќа, ама Шефали, видете сега, ние немаме време за вакви разговори, ќерка ми пропушти веќе 3 недели вежбање и ако продолжи вака, тие ќе ја исфрлат од тимот. И не знам дали ќе може повторно да се врати назад. Значи, луѓе, ние овде губиме многу време, немаме време многу за муабети туку. Дајте да ја разрешиме состојбата. И Шефали тогаш ја прашала Сонја, девојчето, зошто се откажуваш? И тогаш таа многу јасно и дала на знаење дека и кажала Шефали, јас само сакам да бидам нормално дете. Повеќе не сакам да вежбам по 6 часа дневно. Воопшто не ми одговара таа диета, тој режим на исхрана. И воопшто додека ми беше забавно, навистина го сакав овој спорт. Уживав во него. Меѓутоа ова сега мене ми представува измачување, многу голем стрес и јас повеќе сакам да се дружам со пријателите, со пријателките, сакам да ги правам нормалните работи кои што ги прават моите другарчиња и едноставно не сакам повеќе да вежбам, или само вежбам, или само учам, значи тоа повеќе не го сакам, едноставно го мразам. И нејзиниот татко, слушајќи го ова, веднаш скокнал и почнал да вика и се развикал и рекол како се осмелуваш, па ова не е забава. Ова подразбира пред се посветеност и бара цврстина. Мислев дека ти тоа го разбра од самиот почеток кога се одлучи за тоа нешто. Погледни се колку далеку стаса. Сега ако се откажеш, со сето ова досегашно залагање, сето во вода ќе падне. И очигледно било од ова состојба која што, како што реагирал таткото, Шефали видела дека родителите многу повеќе се мачеле со одлуката на детето, на нивното дете, отколку самата ќерка. И затоа што тие биле, можела да види колку тие биле цврсто приврзани за нејзината улога, заврвна, значи многу добра гимнастичарка, заборавајќи што се случува со нивното дете и што нивното дете во сегашниот момент сака да им објасни, да им каже на родителите. И тогаш Шефали, значи, му се обратила на родителите и му рекла: добро, зошто вие не можете да го слушнете вашето дете? И во тој момент родителите се изненадиле, останале без зборови и затоа што и самите тие никогаш не се прашале себе си зошто едноставно не можеме да го слушаме нашето дете. И таа вели, низ низината пракса, скоро сите родители кои што доаѓале со истиот проблем, во ваквите моменти тие го делеле истото мислење дека тие ја имаат власта над своето дете и дека тие треба да бидат одговорни за одлуките кои што треба да се носат за нивните деца. Значи, и треба детето да ги почитува нивните одлуки. Кога Сонја се спротивставила на контролата на низините родители, тие воопшто не помислиле дека треба да се прашаат себе си, да се приспитаат зошто нашето дете најднаш не сака да прекини со спортот. Туку тие уште повеќе навлегле да ја развиваат својата контролна агенда. Значи се обидувале уште повеќе да влегуваат во контрола. И Шефали потоа повторно ми се обратила на родителите и му рекла: добро родители, дали гледате сега колку е тешко вие да можете едноставно да испочитувате одлуката на вашата ќерка? Ова одлука, му се обратила на таткото, не е ниту твоја и на мајката не е ниту твоја. Таа е одлука на вашата ќерка. Единствено нејзина е. Зарем досега вашата ќерка не направила доволно добро за да ви покаже колку е навистина успешна? И со ова ваше однесување, со ова ваша контрола, до кога сметате да одите?
Дали таа треба да се занимава со гимнастика уште 10 или уште 20 години, уште колку години треба да се занимава со гимнастика, за да можете вие да се почувствувате во ред со нејзиното откажување. Кога вашата ќерка ќе биде доволно добра за вас? Значи, Шефали во тој момент ова намерно им го упатила на родителите, намерно изреагирала малку постраствено во тој однос. Зошто? За да може да едноставно да ја одблокира несвесноста кај родителите. Тоа е било намерата. Значи, затоа што таа можела да го види она што низините родители не можеле да го видат. Нивното девојче било во неиздржливи болки. Меѓутоа родителите не можеле тоа да го видат. Зошто? Затоа што тие не можеле да се откажат од своите собствени родителски агенди, од своите собствени верувања за она како тие треба да го родителствуваат своето дете. Спрема нивните филмови фантазии во нивната глава. За родителите, за овие родители, откажувањето од старите образци, од приврзаностите, дека тие треба да се променат, било навистина голем предизвик за нив. Затоа што пред себе тие во овој случај со откажувањето на нивното дете го гледале само најлошото. Толку биле заглавени, толку биле зафатени од стравот дека нивното дете кога ќе се откаже, дека друга опција не постои освен опцијата гимнастика. Тие не може да замислат нешто друго, дека нивното дете може да продолжи со нешто друго во својот живот. За нив крајно било тешко да можат да го напуштат филмот на нивното дете како крајно талентирана гимнастичарка, која што редела само признанија, само трофеи. Значи нив, зошто? Затоа што им се допаѓал филмот на звезда и верувале дека преку контролата која што ќе извршат силно врз своето дете, дека нивната ќерка ќе се коригира во своето сопствено однесување и дека на тој начин ќе можат да не дозволат да влегува во нов начин на битисување, на постоење, кој што за нив бил погубен. Секој друг начин на битисување за нив бил погубен. И затоа упорно, преку контролата, тие сакале да ја поправат својата ќерка. Меѓутоа, тие не можеле да видат колку нивната ќерка била во болки во сегашниот момент, наспроти нивните фантазии дека кои што сметале дека таа ќе доживее многу поболно искуство во иднина. Значи, тие со умот биле префрлени во иднината со својата ќерка, запоставувајќи да го видат сегашниот момент во однос со своето дете. Да ги видат болките и страдањата во моментот, сега, со кој што се соочува нивното дете. И таа, кога разговарала вака со другите родители, им кажувала за примерот и таа ги прашувала родителите, дали родители сега можете да забележите како нашата родителска условеност, условена љубов, е толку многу обоена со страв, со контрола, која што и текако штети на нашите деца. И таа објаснува дека во книгата после голем број на терапии со родителите, успеала да ги врати родителите, значи конечно да станат способни тие да ја напуштат контролата и едноставно да влезат во едно поголемо разбирање за сите нивни прво расудувања, размислувања во врска со тоа како треба да тие, значи да ги напуштат, да ја напуштат таа условена љубов, да влезат во едно поголемо разбирање за себе и да влезат во едно поголемо разбирање за состојбата во која што се наоѓа нивното дете. И
тие сватиле дека конечно дека нивното дете сака само да биде нормално дете и дека сака да си се дружи со врсниците. И не поминало долго време кога нивната ќерка разбрале, сватиле дека покажала една нова љубов, открила нов талент спрема нешто кое што не му било дозволено, токму заради таа условена родителска љубов, која што ја потиснала незиниот вистински начин на суштествување, она што било многу блиско до незиното срце, до незината суштина, она што таа навистина сакала да го работи, а тоа било цртањето. И што е најбитно од сето тоа, тие ја научиле вистинската лекција која што се однесувало за нивното дете. А тоа било дека нивното дете не било кога го напуштила спортот, ја напуштила гимнастиката, дека не била во тој момент ниту неодговорна, ниту разгалена, како што тврделе порано, туку едноставно си била верна на својата сопствена суштина. И таа вели, зарем ова работа не е прекрасна работа на крајот, родители? Родителите да можат да си го видат своето сопствено дете во својата вистинска суштина. Кога низ призмата на објективното прифаќање ќе можат едноставно да се поврзат со низините нови начини на постоење, со новите начини на битисување, кои што се различни, сосема различни од старите образци по кои што сакаат родителите и верувања по кои што сакаат да ги родителствуваат своите деца. И таа вели, кога тоа се случило, целата динамика во односот со нивното дете се сменила. Значи, овие вежби кои што ги прикажуваше Фали во овој чекор, во третиот чекор, од првата фаза, и како доведуваат до тоа родителите да можат едноставно да ги реконструираат своите идеи за тоа дека децата кога носат одлуки за себе, дека секогаш носат погрешни одлуки, дека нивните одлуки се фатални и во суштина, децата кога носат одлуки за себе, кога се вистинити за себе, тие одлуки му донесуваат можност да можат да процветаат во животот онака како што се подредени со својата вистина и да можат да ги распространат едноставно своите крилја и да прифатат нови определби, нови начини на постоење кои што се сосема различни од родителските агенди. И таа вели, родителите кои што можат да ја видат вредноста од тоа да му дозволуваат на своето сопствено дете да може да си се спознае себе си, да си биде вистинито на самото себе си и да можат да си ја следат својата сопствена судбина, своите сопствени патишта, ги ослободуваат децата од родителските товари, од родителските агенти и конечно успева тие деца да влезат во своето автентично детско јас и да го живеат животот во својата вистинска судбина. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.